Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гости Исмет Рамадани, председател на Евроатланскиот совет, советник во кабинетот на премиерот за НАТО интеграции и поранешен пратеник. Господин Рамадани, по референдумот во опција се две решенија за спроведување на договорот со Грција. Од меѓународната заедница бараат да не се губи време и решението да се најде во парламентот. А премиерот Заев најави предвремени избори ако не се обезбеди двотретинско мнозинство за уставни измени. Според вас, кое е најдоброто решение? И понатаму најдобро решение би било кога пратениците во собранието би гласале за амандманите и измените во Уставот, затоа што тоа значи нивна одговорност. А кога велиме одговорност, во државата најодговорни и најлегитимни за крусијални, значајни историски одлуки се пратениците, затоа што го црпат легитимитетот од граѓаните. И пред вакви историски одлуки мислам дека треба да размислат добро што ако не помине договорот во собрание, до сега нема некоја алтернатива освен тоа што да помине договорот, да се продолжи со процесот и најкраткиот пат до членство во НАТО и започнување на пристапните преговори со Европска Унија. Како исходот од референдумот ќе влие врз членувањето на Македонија во НАТО? Генералниот секретар Столтенберг изјавуваше дека очекува пристапните преговори да завршат до јануари. И откако ќе се заврши со уставните измени, ќе се потпише пристапниот протокол, пошто земјава ќе може да седне на масата на НАТО од почетокот на идната година. Дали сега се поместуваат овие рокови? Па да, мислам дека е многу јасна пораката на генералниот секретар Столтенберг дека нема време за губење. Тоа значи дека ние треба да одиме низ процедури кои овозможуваат што побрзо, значи да создаваме услови и во пристапните преговори со НАТО да ги стигнеме тие рокови кои беа предвидени, а во овој случај ни се дава можност дури по некој скратен пат да стигнеме до тоа што значи членство во НАТО, затоа што веројатно сите тие анализи и перцепции кои доаѓаат од Брисел се дека можна е сосема друга ситуација да се случи во Република Македонија и да ја изгубиме таа шанса и таа определба во континуитет на граѓаните и нивната волја изразена веќе 25-6 години за евроатлантска интеграција, односно за членство во НАТО. И тоа ако сакаме ние, и ако разумно и одговорно се однесуваме, мислам дека ќе ги постигнеме тие рокови, затоа што многу работи во однос на реформите, барем за членство во НАТО, се апсолвирани и тие се работи кои можеме, мислам, да ги постигнеме. Што би значило забавувањето на процесот на интегрирање на Македонија во НАТО од безбедносен аспект и има ли сили кои би можеле да го искористат од тој период? Од самото незадоволство кај граѓаните се губи надеж што понатаму со Република Македонија, каде ќе припаѓаме ние, дали има алтернатива? Алтернатива нема. Мислам, обзнанена и објавена опција друга, немаме од некоја релевантна партија во Република Македонија. Тешко е да им понудиш на граѓаните некоја друга опција која не е евроатлантска, затоа што евроатлантската опција со години е етаблирана и во свеста на граѓаните дека тие припаѓаат во таа опција. И ако е така, тогаш
75% од граѓаните во континуитет, значи се определени за ова опција евроатланска и одеднаш да им наметнеш, односно да им понудиш друга опција, односно алтернатива, тоа значи едно прекршување што може да влијае и во безбедноста на државата и кај граѓаните, затоа што такво нешто ќе биде неприфатливо. И ако биде неприфатливо, тоа значи дека може да се очекуваат и незадоволства кои ќе донесат и турбуленции во државата. Што очекувате од разговорите за уставните измени? Можно ли е ВМРО-ДПМН да изненадат и да гласаат за договорот со Грција во парламентот по повиците од меѓународната заедница, со оглед дека лидерот на партијата изјавуваше дека процесот за договорот со Грција е завршен по референдумот? Нема да биде завршен, затоа што ако ние имавме една поддршка со добри намери, добрите намери за нашата држава ќе продолжат, се разбира, али само со тоа ако ние остануваме во тој дискурс. Што значи и договорот да се имплементира, процесот да оди до крај. Инаку, можна е друг начин на обраќање и на лидерите на европските земји, НАТО земјите, пријателските земји, можат, сега предпоставува, можат да ни најават и санкции. Посебно ќе има санкции за најголемата опозициона партија. Такви сигнали веќе стигнуваат. Ние имавме една порака од партијата на канцеларката Меркел, која припаѓа во истото семејство на десните демохристијански партии, каде што припаѓа и ВМРО-ДПМН. Мислам дека оваа фаза сега, за да ги убедат во ВМРО-ДПМН да ги изгласат амандманите, значи да обезбедат во третинско мнозинство, нема да биде само порака пријателска, него ќе биде порака која на еден начин ќе им укажува дека можат како политичка партија да претрпат и ситуации кои нема да одат во прилог на партијата, а тоа значи нема да одат во прилог и на граѓаните во државата. Очекувате ВМРО-ДПМН да гласаат за спроведување на договорот со Грција во парламентот? Иако ставот до сега им е доста тврд, без разлика што има разногласие во партијата, мислам дека треба да се продолжи упорно, умешно, мудро да се разговара со нив. Најверојатно со вклучување и на сите наши пријателски земји каде што стремиме да бидеме таму. Веројатно со ВМРО-ДПМН ќе се обават такви разговори кои ќе бидат мачни, тешки, но оптимист сум дека ќе даваат резултат. И да има предвремени избори, која е гаранцијата дека СДСМ ќе обезбеди доволно пратеници во парламентот, што ќе и возможи двотретинско мнозинство? И дали со тоа Македонија влегува во нова политичка криза и губење време? Скоро 610.000 граѓани гласале за европската опција, односно евроатланската опција. Тоа значи дека некаде од 1.200.000 граѓани кои обично гласаат во последните 20 години во Република Македонија, тогаш оваа бројка ни кажува дека тие кои ќе бидат во една коалиција предизборна за Европска Македонија, односно Евроатланска Македонија, ќе имат огромно мнозинство на изборите и ќе имат, може да постигнат и двотретинско мнозинство, но тоа сепак не ни значи многу, освен што добива легитимитет партијата која е на власт во коалиција со другите партии, а во процесот ќе имаме
одолговлекување, а тоа значи можеме и да ги изгубиме роковите. Затоа што, пример, ако најави премиерот на 25 ноември да има избори, ВМРО ДПМН упорно тоа ќе го одбие, затоа што ќе бара 100 дена, ќе бара техничка влада, се разбира, и сета таа ситуација ќе оди кон тоа да ВМРО ДПМН со овие ставови да биде понатаму институционална пречка за да не успее договорот. И тоа ништо не ни помага. Мислам дека треба да се разговара и да се исцрпи до крај тоа што е најдобро за Македонија. Ви благодарам на разговорот. Молам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.